Општина Виница до Министерството за транспорт и врски достави 3 локации како предлог за типски населби, од кои дел се опфатени во урбанистичкиот план на општината, а дел не. Салиова ливада, Падарница и Блажева падина се местата кои според градоначалникот Дончев може да понуде дури 180 парцели за продажба. Локациите понатаму треба да ги одобри Министерството затоа што државата ќе финансира урбанизацијата на понудените места, како и изградба на пат, водовод и канализација, а општината е должна да ги понуди за продажба по цена од евро за метар квадратен. Според проекцијата на надлежните институции, сите процедури треба да се комплетираат во втората половина од годинава, а со тоа да почне изградбата во типските населби. Дополнително државата за граѓаните обезбеди бесплатни проекти за куќа, што представува дополнителна заштеда, а понудени се типски куќи со различна квадратура. Во Виница интересот за проектот Купи куќе за млади изненадувачки во канцеларијата на управата за имотно-правни работи. Досега информација побарале 100 млади лица. Понудени се две опции: субвенционирана рата или субвенционирано учество. Преку првиот модел, за кој постои многу поголем интерес во Виница, финансиската подршка од државата изнесува 11 години, 8 години се покриваат 80% од трошоците, во следните 3 половина од трошоците, односно главница и камата, за кредит до 50.000 евра. Нешто послаб е интересот за вториот модел субвенција на учество. Инаку кредитот треба да се земе во период од најмалку 20 години, со можност за отплата по 12-та година. Додека трае државната помош, куќата не смее да се оттуѓува, а услов е лицето да нема подигнато друг стамбен кредит. Услов е апликантот да биде на возраст до 35 години или со наполнети 35 години.